Джафери, колеги пратеници. Дамчевска, Илиевска, Весна, Колешки. Инверзија правам нарочно. Се уште сме на темата разрешување. Се уште сме на темата на разнибитување на уставот на законите во Република Македонија. Се уште сме на темата за зачувување на ова парче земја, а колегите од вештачкото парламентарно мнозинство молчат. Молчат затоа што немаат што да кажат. Колешке Дамчевска, кога еден од нашите пратеници овде излезе да молчи и да покаже дека тишината е многу важна работа, тие зборуваа и се смееја. Тогаш кога најмалку треба. Во тишината е вистината, колеги, а не во молчењето. Овде треба да излезете да молчите. Ме обвинувате овде дека сум возел такси. Точно. Јас се гордеам со тоа. Горд сум затоа што сум возел такси. И немате право заради тоа да ме обвинувате зошто дебатирам со моите колеги. Но вие, кои кажувате дека некој возел такси, за жал од нас, заради јавноста, сте само возени луѓе. Возени со желба да притиснете на копче при уши и очи каде што ви се распаѓа државата. Во име на граѓаните, молчите за најважните теми овде, вклучително и заменикот министер овде за правда, кој дојде ни прочита некој памфлет овде за незаконско и не знам какво работење. Молчите затоа што ви е страф. А кој молчи? Оној што крие и оној што лаже. А оној што има што да каже никогаш нема да молчи. Ќе излезе овде јавно и ќе проговори дека разрешувањето на професионалецот Марко Зврлевски не е по закон. Разрешувањето на Зоран Џорлев, од кого вие сигурно половината сакате да ви свири на свадба, со градежен земјоделски или како се вика средно образование, и таму ли мигрантски кампови ќе градите? Во Танец? Затоа ли го донесовте како палир? Имате ли малку осет што се случува во државата? Имате ли малку желба да излезете од корупката во која сте затворени? Имате ли барем малку желба да се победите себе си? Да отидете чекор понапред, а не да се криете? Јавноста гледа и суди. Народот не може да го измамите. Со молчење и со криење ништо нема да направите. Овде ќе излезете и ќе дебатирате. Зошто професионалецот Марко Зврлевски сакате да го разрешите? Зошто сакате уставот и законите да ги симнете? Зошто сакате оваа држава да ја однесете во неповрат? Зошто секој бренд македонски сакате да го смените? Благодарам.